Зборуваме за фондацијата и онака како што ги презентирате и активностите, се чини дека е сложен процес, дека има голема и одговорност, но и сигурно не е едноставно да се комуницира со семејства кои што се наоѓаат во тешка ситуација. Од друга страна пак, какво е задоволството да се знае дека некому сте му помогнале или сте внеле барем малку светлина во тешкото секојдневие? Значи тешко е, да, кога ќе ви се јават, кога вие морате да проверите дали е таа реална ситуација, е тешко и ако некого одбиете, повторно нели имате некоја грижа на совеста дали постапивме правилно, дали навистина тие луѓе навистина немаа потреба од нас. Тоа е тежок момент да застанеш, да се соочиш со него, меѓутоа мора да работиме така, едноставно така мора да функционираме затоа што реално не можеме 100% на сите да помогнеме и реално и на сите не имам потребна толку многу помошта, но од друга страна ете семејствата каде што е помогнато, каде што ни испратиле некоја слика или видео од пресреќно дете кое добило пакетче нели новогодишно или добило нешто патики или некоја лиштенце ново, значи сепак ни дава надеж дека ќе постигнеме многу повеќе и дека можеме многу повеќе и дека некој се смее и е среќен затоа што ние нешто сме успеале да му дадеме. Тоа е многу малку, да се разбереме, не е нели кој знае што, но тоа малку за нив, за тие семејства е многу. Хуманата работа дефинитивно прави промени во човекот. Еве од твој аспект, каква промена ти доживеа изминатите неколку години кога си дел од една таква организација? Значи со тек на време се учите да ги слушате луѓето, значи да ги слушувате до крај. Добивате некое смирение, како да објаснам, значи се смирувате и просто станувате благодарни на Бога затоа што ете јас имам повеќе значи од овој човек. Значи Бог на мене ми дал. Со тоа што на мене ми дал шанса и да му помогнам на овој другиот. Значи имам доволно, можеби немам премногу, но доволно за да може барем нели дел од моето да одвојам за да дадам на некој друг. Значи поубаво нешто од давањето нема, значи самото тоа давање значи љубов. И со тоа што даваме било што, нели за нас можеби не е ништо тоа што ќе дадеме 5 кила брашно или не знам 5 кила прашок за перење или за детенце некој ќе купиме некоја играчка или ќе му купиме некои патичиња, тоа за нас не значи многу, ама за нив значи многу. И самата таа насмевка и среќа што знаеме дека ја носиме во тој дом, на нас ни дава задоволство, се осеќаме нели нормално среќни, исполнети и добиваме некоја друга димензија во животот.